Добро дојдовте назад. Добро утро секое утро, утринска програма, како што веќе ви најавивме. Денеска е ден на планетата Земја, а има луѓе што секојдневно се грижат за да си одржиме животната средина чиста, здрава и убава. Токму затоа го имаме и Кирил Пржо Арсовски, тој е еколог, професор по биологија, воедно и главен уредник на едукативната веб платформа, наречена со едноставен наслов Дома. Добро утро, Кирил. Добро утро, благодарам за поканата. Да, имате многу популарно име Кирил, со оглед на тоа што постојната парола во ова последно време ние седи дома. Но со поинаква конотација, за жал, борејќи се со најновата светска пандемија, наречена коронавирус. А вие дома ја сврстувате со поврзаноста на дома, или дома за сопствената земја, или дома за сопствената Македонија. Треба да бидеш биолог, треба да бидеш професор, треба да бидеш еколог за да си ја сакаш сопствената Македонија и сопствената земја, или пак не? Да ви одговорам на прашањето, прво дома не е само зашто место кај што живееме, туку има поголема поврзаност. Самата наука екологија, името доаѓа од грчкиот збор оикос, што значува место кај што живееме, дома. Па дури на албански дома е собата кај што престојуваме цело време. Така да самиот поим дома има многу голема символика, па дури и тоа што најмногу сега се збори околу економијата, економските кризи, самиот збор економика исто има потекло од оикос, значи домување, начин на кој го редуваме нашиот дом. Така да самиот збор дом има поголемо значење не само од еколошки, туку од било кој аспект на човечката цивилизација. Да. На крај на ова ваше гостување или наш разговор на телевизија Алфа ќе погледнеме и премиерно во медиумскиот етер за прв пат на ТВ Алфа и видеото што го подготвивте за Ден на планетата Земја. Но за тоа треба да бидат се до крајот на разговорот нашите гледачи. Вие сте посветени посебно за истражувањето и комуникацијата на науката, екологијата, заштитата на животната средина, пишувате анализи за национални и регионални еколошки проблеми и често држите и јавни предавања од токму оваа област на заштита на животната средина. Пред овој разговор ми кажавте само тоа ме интересира и ништо друго не ме интересира, освен целосно да се посветам на науката и на нашата животна средина. И сега, врзано за Меѓународниот ден на планетата Земја, сакам да ги кажеме сите оние што се вброени во тимот на doma.edu.mk. Кој се му помага на Кирил Пржо да има толку добри видеа пред се, па истражувањата знаеме дека се ваши, но би било убаво нели да направиме една презентација на самата веб платформа наречена Добре дојдовте дома. Така, Дома представува една еколошка едукативна платформа, веб платформа која се занимава со истражување и едукација од аспект на животна средина, но заштита на животна средина и екологија од општ карактер. Ние сме посветени да работиме во Македонија, но и во регионот. Платформата Doma.edu.mk функционира под Институтот за комуникацијски студии од Скопје, кој освен својата образовна гранка има еден дел на истражување, конкретно овој дел истражување и едукација од аспект на животна средина. На платформата Doma.edu.mk има различни медиумски продукти, создаваме фотостори, едукативни постови, преведуваме странски извештаи со цел да им помогнеме на медиумите и на студентите и на младите кои сакаат да научат повеќе за животна средина и секој месец објавуваме кратки едукативни еколошки документарни филмови кои разработуваме некоја значајна еколошка тема од Македонија, но и во регионот, се со цел да ги доближиме научните информации, но научната мисла од науката кон јавноста со цел да предизвикаме акција кај населението или пак да ги разбудиме државните институции кои треба, но можеби не се грижат доволно за нашето национално природно богатство. Да, вклучени во тимот се биолози, еколози или едноставно само влюбеници во природата или во Македонија? Нашиот тим е составен од многу надворешни соработници, кои се и новинари, но и се биолози, влюбеници во природата, активисти, правници, значи нашиот арсенал на соработници од различен аспект, кои се составени од академски граѓани, значи професори, асистенти, истражувачи, биолози, граѓански активисти, новинари, обични граѓани, граѓански организации,
Дома има склучено соработки со сите регионални медиуми, со многу веб портали, нашите филмови се емитуваат на националните канали на МТВ1 и 2 на албански и на македонски јазик, нашите информации се пренесуваат и на Дојче Веле, така да имаме направено поголема мрежа со цел да ги распоредиме нашите продукти најмногу што можеме низ јавност. Ајде сега конкретно да ве прашам, што мислите во однос на нашата животна околина и животна средина или како да си ја спасиме планетата Земја, затоа што една ние, нели немаме друга. Таа ние одржливиот развој, можеби умерената употреба на природните ресурси се само неколку од начините, токму такви видеа имавте и вие на вашиот веб портал Дома, но можеби некои нешта ние не ги знаеме, па вие сте тука да ни кажете како професор по биологија и во однос на климатските промени, дали можеби некои од законите на биологија сега се поинакви, со поинакви очи веќе се гледа? Па, прво малку е неблагодарно да збориме од аспект дека ние најнаш можеме да спасиме планета Земја. Планета Земја може не треба спасување, таа како еден космички елемент си постои, таа си обстојува постојано во универзумот милиарди години позади нас, него сегаш ние збориме дали ние можеме да зачуваме природата која обстојува на оваа планета, а со тој нашата цивилизација. Ситуацијата во Македонија од аспект на заштита на животна средина е многу очигледна. Ние сме земја со исклучително богато природно наследство, имаме голем процент на ендемизам, имаме голем процент на диви реки, имаме 3 многу стари тектонски езера кои се полни со биодиверзитет. Значи, од тој аспект ние имаме големи природни богатства. Кај нас се јава проблемот околу управувањето, на кој начин ние го управуваме природното богатство и дали државата, но и граѓаните опреднуваат доволно внимание кон заштита на националното природно богатство, не само од аспект на загадување и на еколошката состојба, односно нечист воздух од водата и почвата, туку генерално на кој начин ние третираме природата. Во Македонија може заклучи дека ние ја третираме природата исклучиво како ресурс, односно ние најчесто ги искористуваме само природните ресурси, шума, шумски плодови, водата, правиме хидроцентрали, имаме голем број на рудници, на ископување на минерални богатства, така да не можеме да кажеме дека ние знаеме точно како да се однесуваме со природата, што директно е поврзано со тоа како нашата земја ќе изгледа и кои последици ние ги имаме од климатските промени. Бидејќи климатските промени не се некоја шпекулација, тие се научен факт и се чувствуваат и се повеќе годините што доаѓаат ние ќе искусуваме како тие климатски промени би влијале нашиот секојдневен живот. Македонија се уште не е спремна да се справи или пак уште повеќе да ги спречи последиците од тие климатски промени. Да, би се согласила со сите овие ваши размислувања. Имате, би рекла, да, се познава и се забележува дека имате новинари посебно за насловите. Ќе прочитам неколку од нив што на вистина прво ви кажуваат да, тоа е така, убавина најпрвен во душата, а после тоа и некое неубаво чувство во желудникот. Еве го насловот. Вардар недолгата и незагадената река во Македонија. Еден од насловите. Исто така, врзано за ова е Македонија. Земја на загадени реки, пресушени езера, проточни хидроцентрали и каптирани извори. Среќен светски ден на водите. Да, за прв пат можеме сме соочени за светскиот ден на водите, го обележавме со еве што, рекордно ниско ниво на Преспанско езеро, додека Охридското на прагот да го изгуби признанието на УНЕСКО и реките се загадени, планинските реки и потоци преорани и заградени, а исто така имаме дури токсичен воздух за дишење. Па, во принцип, преку нашите продукти што ги правиме на дома, ние не се обидуваме да предизвикаме паника или да шириме некои неточни информации, туку се обидуваме да ја прикажеме каква е реалната состојба, бидејќи многу често просечниот број од населението не е свестен за ситуацијата во која се наоѓа животна средина. Ние знаеме од тие некои наши приказни тривијалности дека Македонија има богата со природа, дека имаме многу вода, дека имаме многу шуми, дека имаме чиста природа, но во последните години утврдуваме дека тоа не е баш така, дека нашите реки се загадени, дека многу природните извори се каптирани или пресушуваат бидејќи едноставно Македонија нема вода, голем дел од шумите се сечат со криволовна сеча, се палат шумите, езерата се загадуваат многу често, не се обрнува внимание. Значи не се обидуваме не да предизвикаме некоја поголема паника или да сме песимисти во аспектот, него само сакаме да прикажеме која се состојбата и кои симптомите кои можеме да помогнеме не само како поединци, туку и да вршиме притисок врз институции да погледнат на некое погорливо еколошко прашање.
И сега врзано за моменталната ситуација, многу интересно истражување, кај вас исто на doma.edu.mk, веб платформата, посветена за зачувување на животна средина. Вели, доколку човекот не го промени својот однос кон природата, ваквите пандемии нема да се реткост. Да. И уште нешто, како намалувањето на биодиверзитетот влијае на појавата на пандемија? Уште едно прашање ми се отвара врзано за... Така, тоа е една актуелна тема сега, Да. моментално во целиот свет, во кој се гледа која е поврзаноста помеѓу биодиверзитетот и пандемиите. Не збориме само за оваа пандемија која се случува сега со вирусот COVID-19, туку генерално на кој начин се поврзани пандемиите и биодиверзитетот. Односно на кој начин со уништување на биодиверзитетот се зголема може за појава на некои нови пандемии. Во светот се установува дека дивите видови на животни се носачи на многу голем вид на паразити, вируси, бактерии. И секогаш често човекот се заразува со тие вируси преку контакт со тие животни. Толку не знаеме дека во светот се повеќе се уништува биодиверзитет, се намалува бројот на дивите видови. Јасна е поврзаноста како тие видови се намалуваат, самите патолошки паразити понаоѓаат својот домаќин во човекот. Значи, како се намалува биодиверзитетот, можноста да човекот заболи со тие вируси заболување се поголема. Тоа е поврзаноста помеѓу намалување на биодиверзитет и појавата на пандемија. Да, исто така сте посветени за тема рециклирање. Па велите за во врска со електричниот отпад дека со користењето на батериите на полнење го намалуваме електронскиот отпад, па се грижите воопшто кажувате како што ви самиот кажавте реална слика колку се депони има во Македонија, можеби ѓубре не толку многу колку што е расфрлано тоа ѓубре низ целата наша убава ни земја. И исто така би ве прашала како за заокружување на овој денешен наш разговор, пред да го погледнеме примерно видеото што го подготвивте за планетата Земја. Дали мислите дека понатаму некој од властите, без разлика која и да е, како што и самите вие пишувате постојано, дека ќе има зелена политика, односно систем кој ќе се залага за создавање на едно еколошко општество? Според тоа што го видиме до сега, ниту една, да речеме, влада која била во Македонија немала поголема еколошка мисија. Односно до сега ниту една влада немала заштита на животна средина, односно екологија, како што нарекуваат, не била државен приоритет. До сега државен приоритет било правда, социјална политика и економски развој, но не главна, значи една од главните приоритети да биде заштита на животна средина. Како се движи времето и како ние се упатуваме кон тој евроатлантски интеграции, потребата за поголеми системи за заштита на животна средина ќе стануваат не само препорака, туку одговорност. Едно од главните услови за членство во Европската унија е подобрување на целосно на еколошката ситуација во државата, а кај нас ќе има особено многу работа. До сега тоа е така и поврзано со нашето видео, денеска на 22 април цел свет го празнува Светскиот ден на планета Земја. Односно тоа е еден од најстарите празници кои излегуваат од Обединетите нации како организација веќе 50 години, оваа година јубилејно, се прославува денот на планета Земја, бидејќи се гледа на планета Земја, односно на природата како една точка која нас спојува сите нас како народ, како нација, како цивилизација, и за таа цел денеска се одбележуваат, се организираат настани цел свет кои ја слават планета Земја. Ова година тоа е под мотото нашата планета Земја ни испраќа порака во аспект дека човекот веќе предолго време искористува природата и незините природни ресурси и дека со тоа што го добиваме сега тие шумски пожари, лоши катастрофи, природни катастрофи, нас природата ни испраќа некоја порака. За таа цел ние ги поканивме господинот претседател на Републиката Стево Пендаровски, кој е прв кабинет кој воведел еколошки кабинет, во кој претседателот сака оваа тема на животна средина да биде приоритет на државата, заедно со амбасадорката господината Речел Галови, учествува како гости во нашето кратко едукативно видео, посветено на планета Земја, во кој сакаме да упатиме порака до јавноста, кој е значењето на нашата природа, што се случува, кои се последиците и што ние треба да направиме да се спасиме од тие последици. Да, и како за крај, пред да го погледнеме тоа што сега го најавивте, исто така премиерно на телевизија Алфа, за прв пат всушност во медиумскиот етер ќе го погледнеме, па после тоа и официјално кај вас на doma.edu.mk, дека велите има малкумина дека знае дека Македонија има полупустина се наоѓа кај Криволак,
А исто така дека Македонија можеби е единствената земја каде што по 30 години независност ја издаде првата национална црвена листа во однос на водоземци, влечуки растенија. Малку позитивно да го завршиме разговорот, нели? И да се грижиме и понатаму за својата животна околина, а со тоа и за нашата животна средина, а и за нашата ни убава земја Македонија. Да, ви посакувам уште успеси, навистина добро е тоа што го правите, не подсетувате што се има како природни богатства нашата ни Македонија и како тоа треба да го зачуваме со заеднички сили. Верувам дека телевизија Алфа е тука за ваква соработка постојано. Кирил Пржов, ви благодарам и ви посакувам убав ден и поздрав до целиот тим и посебно нели до Институтот за комуникацијски студии. Благодарам, убав ден. Да. Сега, како што веќе ви најавивме и премиерното видео, како што ви кажавме, дека посветени сме денеска целосно на Ден на планетата Земја. Премиерно на ТВ Алфа и видеото на Добро дојдовте дома.